Спонзор на оваа репортажа е туроператорот ДМЦ Balkan Travel and Events. Охрид и Истанбул. Мост од историја и убавина. Сега поблиску од кога било. Екипата на порталот патувања.мк беше дел од историскиот прв лет на Turkish Airlines од Охрид до Истанбул. Со очекување и возбуда се качивме на авионот, подготвени за авантура во градот што ги спојува континентите. Безбедно полетавме на полноќ. Времето во Охрид беше дожливо и авионот брзо влезе во облаците, па немаше можност да го видиме погледот на Охрид ноќе. Летот помина мирно и безбедно, а во авионите на Turkish Airlines никогаш не е додевно, бидејќи можете да гледате филм, да слушате музика, да следите информации за летот од тоа на која локација е авионот, колку време останува до слетувањето, па се до детали како што е брзината со која се движи авионот и висината на која лета. Кога авионот пристигна над Истанбул, можевме да гледаме фасцинантна ноќна гледка на метрополисот кој блескаше во ноќта. Веќе со слетувањето во Истанбул, бевме вовлечени во магијата на овој космополитски град и гостопримството кое го доживувавме на секој чекор. Почнувајќи од аеродромот Мустафа Кемал Ататурк, кој е еден од најголемите на светот, потоа транспортот со кој стигнавме во хотелот доцна во ноќта, па се до традиционалните турски сладки специјалитети и овошјето со кој не пречекаа во хотелската соба. Туристичка разгледница од царскиот град Истанбул. Калеидоскоп од бои, вкусови и историја. Нашата туристичка авантура беше микс од разгледување на најпознатите знаменитости на величенствениот град и уживање низ неповторливите ресторани и кафетерии низ градот на Босфорот. Аја Софија, црквата на божествената мудрост, се издига на ридот како символ на вечност. Секого го остава без див со својата величенствена архитектура. Изградена пред 1500 години од Јустинијан I, скоро 1000 години се користела како централна царска црква на Византија, за потоа да стане џамија. Денес глобално таа е најпознатата знаменитост на градот и во неа годишно влегуваат на 21 милион туристи, кои тука, преку мозаиците, имаат поглед кон престижната средновековна византиска уметност и кон османлиската уметност преку калиграфија, која стои до денес, прикажана преку огромни кружни медальони со испишани имиња на Аллах, Мухамед и првите калифи. Топка писара е палатата во која живееле султаните, ни нуди поглед во целиот раскош и моќ на Османлиската империја. Тука можете да уживате во илјадници музејски експонати, во кои има се и се што. Од конјски предмети, преку облека на султаните, до ова раскошна колекција дијаманти. Во овој огромен комплекс се и просториите од каде се управувало царството, како што е диванот, кој бил сала за состаноци на администрацијата и султаните, потоа харемот, каде живееле жените на султанот, како и златниот пат, познатиот ходник, никој жените кои имале среќа да бидат посакани, стигнувале до спалната соба на султаните. Во Топкапи е и одајата на светите мошти, каде се чуваат религиски експонати. Тука можат да се видат сандалите од пророкот Мухамед, остатоци од неговата брада, а тука се и делови од моштите на Свети Јован Крстител, кои Османлиската империја ги заштитила и сочувала по освојувањето на Константинопол. Тука е раката со која Светиот Јован Крстител го крстил Исус Христос и делови од черепот на кој е овој почитуван христијански светец. Капали чаршија. Трговски центар отворен во 1461 година.
се протега на површина од приближно 30.700 метри квадратни. Во неја има над 3.000 дуќани, таа се состои од 61 покриена улица и во неја се влегува низ 22 порти. Дневно ја посетуваат од 250.000 до 400.000 посетители. Овој лавиринт од мириси и бои беше вистинско доживување. Во Капели чаршија најмногу се продава злато, а тука, низ улиците, наидовме и на оваа златара, која го носи името на градот Тетово. Долма Бахче, прекрасна палата која сјае на Босфорот. Дворецот Долма Бахче е изграден во периодот помеѓу 1842 и 1853 година. Познат по својот раскошен дизајн, кој представува мешавина од различни архитектонски стилови, вклучувајќи барок, рококо и неокласицизам, со традиционални османлиски елементи. Долма Бахче е познат по својата луксузна внатрешност, украсена со кристални лустери, злато и скапоцени материјали. Има импресивна колекција на уметнички дела и антиквитети. Дворецот има голема историска важност, бидејќи служел како резиденција на последните 6 османлиски султани. Мустафа Кемал Ататурк, основачот на Република Турција, ги поминал последните денови од својот живот во овој дворец. Во Истанбул импресивен е и погледот на аквадуктот Валенс, кој денес, 17 века од кога е изграден, се протега над улиците на модерната метропола. Аквадуктот Валенс е значен историски споменик во Истанбул, кој служи како сведоштво за инженерските достигнувања на Римското и Византинското царство. Неизбежна содржина во Истанбул е возење со брод по Босфорот, кој ви дава можност да го погледнете градот од друг ъгол. Туристичките бродски тури поминуваат и под огромните мостови кои ги спојуваат Европа и Азија, а гледката на овие колоси создава чувство на здраво почит. Овие тури се атрактивни, бидејќи поминуваат и покрај овие убави куќи, кои останаа светски препознатливи благодарение на турските серии кои се прикажуваат низ целиот свет. Вкусовите на Истанбул. Истанбул е град кој нуди кулинарски задоволства за сечи вкус и сечи можности. Од гевреци кои се продаваат на тезги, до познатиот специјалитет од компир, кебапи и секако сладкарниците со светски познатите турски сладки специјалитети како тулумби, шекерпаре и баклави. А можете да пиете кафе мелено со фстаци кој има посебна арома. Посетивме еден од рестораните на Нусрет, каде што уживавме во симфонијата од вкусови на специјалитетите на познатиот шеф Салтбае, каде келнерите прават вистинско шоу од послужувањето на храната. На Босфорот во новиот Галата порт бевме во ресторанот Гюнајден, каде се нуди традиционалната турска кујна, а персоналот исто така послужувањето на храната го има претворено во перформанс. Истанбул е град кој плени со својата енергија и со својата историја. Град каде секој ъгол е приказна, секој мирис е спомен, секој вкус е доживување. Но се што е убаво има свој крај. Па така, дојде време за враќање назад во нашиот Охрид. И повторно, во авионот на Turkish Airlines бевме убаво угостени, а летот помина мирно и спокојно. Авионот полека се спушти под облаците и одеднаш пред нас се појави Охрид со целата негова убавина која блеска заедно со синилото на Охридското езеро.
Оваа нова авиолинија е како мост која ги поврзува двете дестинации, од динамичниот Истанбул до мирниот Охрид, од историските споменици до природните убавини. Охрид и Истанбул, две дестинации, едно незаборавно патување. Дозволете си да бидете дел од оваа магија.